80 на земјоделци од Струмичко-Радовишкиот регион со помош на UNDP почнаа да се едуцираат за примена на агроеколошки мерки за зголемување на приносите, но и намалување на последиците врз животната средина. 30 од нив, градинари и овоштари, ќе добијат современа опрема и репроматеријали во висина од 300.000 денари, со која ќе имаат одржливо производство. Преку претходни слични проекти видовме дека со овој пристап бевме во можност да го намалиме потребата на вода за 50-60% и да се намали употребата на пестициди и на вештачки ѓубрива за 20 до 30%. Не само што на овој начин се намалува влијанието врз животната средина, туку земјоделците можат да заштедат средства и да го подобрат својот производство. Земјоделците од Струмичко тврдат дека им е потребна помош за современо агроеколошко производство. Голем дел од нив се уште произведуваат по стари традиционални начини без опрема и соодветна контрола, со што се неконкурентни на пазарите. Средствата се потребни за освежување на самата конструкција, например на оранжериите, на дополнување на полиетиленското платно се поднова, за наводнување на нова капка по капка систем. Некои се дават апарата за наводнувањето, за следењето на температури, на влаги. Значи, во секој случај има потреба за земјоделци од тие репроматеријали. Значи, контролираш влагата на почвата, храна, дали треба храна да дадаш или ние са панаја азот и патавам азот. А додека имаш тие справи, ќе искористаш да не земеш од това ѓубре, да земеш това ѓубре кога ти отходно започват. Министерството за земјоделство планира поддршка на земјоделците за примена на агроеколошки мерки преку повеќе програми за што е донесена национална стратегија. Многу други мерки за кои што јавноста последниот период систематски ќе биде информирана, но и од аспект на нашата акредитација на нови мерки, воведувањето на нови агроеколошки мерки преку ИПАРД програмите. Јас особено сум среќен што еден вако успешно дефиниран систем постои во Македонија, но имаме од тука натаму обврска да го институционализираме и да ги вклучиме сите други засегнати институции. Министерот Николовски изјави дека ќе наложи на Агенцијата за поддршка и развој за поактивна соработка со земјоделците за примена на овие мерки. Министерот Николовски изјави дека ќе наложи на Агенцијата за поддршка и развој за поактивна соработка со земјоделците за примена на овие мерки.